Почитувани гледачи на телевизија М-нет, нова емисија од спортскиот магазин Трибина, кој што е посветен на македонскиот спорт. Разговараме о ова ново издание од Трибина со Кристијан Ристевски, кој што е тренер на одбојкарскиот клуб Штип Угода околу ланската сезона, меѓутоа и она што ќе следуваат како предизвици во новата сезона. Најпрво благодарност до вас за прифатената покана, да може да поразговараме во Трибина малку повеќе околу одбојкарскиот клуб кој што лани испише историја. Добро вечер, благодарам на вашата покана. Еве, ќе си поправим малце муабет за она што се случуваше и она што следи оваа сезона и наредната, здраве Боже. Така, ќе се навртам за претходната сезона, испишевте историја, го освоивте купот, таму нели водевте доста тешки борби, јас би рекол, на теренот со Струмица, кој што доминираше во претходните сезони, меѓутоа и во првенството исто така се соочевте до крајот во таа завршница за тоа кој да биде шампион во домашното првенство. Како сте задоволни од тоа што вашата екипа го прикажи и одигра со оглед на фактот дека го освоите тој историски куп кој што практично и прва куп титула во Штип кога зборуваме за клупски спорт? Па вака, патот до таму не беше воопшто лесен и едноставен, беше доста трнлив, имаше доста препреки, нели кажавме луѓето го гледаат само крајниот епилог и тоа не прави среќни на крај сите. Меѓутоа за старт ние имавме друга цел, целта беше да бидеме во првите 4 екипи, па што ни даде Господ тоа, на крај се испостави дека играме 2 финалиња. Сега имавме и голема среќа со играчите кои што ги ангажиравме. Така. Доста квалитетни играчи за нашиве простори, за нашава лига. Така што ја склопивме некако екипата, и на крајот успеавме да одиграме 2 финалиња. Со Струмица не можам да кажам дека бевме некои ривали на почеток, конкретни ривали, затоа што никој не очекуваше, дури и ние, и јас самиот не очекував дека толку ќе издоминираме во текот на целото првенство. Но имавме среќа пред се, во спортот мора да имаш среќа, без среќа, нели? Така, покер резултатскиот. Не е само она што ќе следи целата сезона, мора да имаш и среќа, спортска среќа. Имавме среќа на почетокот со жребката за првата полусезона, ни беше на некоја страна наклонета према нас. И тука ни го отвори веќе патот до она што следува во пролетниот дел, односно полуфиналето за купот и полуфиналето за купот и финалето за лигата. Сега би рекол полесно стигнавме до финалето за купот отколку што стигнавме до финале за лига, заради тоа што се соочувавме со доста проблеми. Имавме повредени играчи после полусезоната, па настинки и ред други работи, па имаше период кога дали би играле финале, па калкулации едно друго, меѓутоа пак ќе кажам, имавме среќа и стигнавме до тоа финале и бевме, мислам дека, рамноправен противник на Струмица, која што на почеток на сезона најави одбрана на двојната круна. И сега кога ќе дојдете во момент да играте против екипа како што е Струмица, која што кажавме доминираше, какви беа стратегиите кои што вие практично како тренер ги подготвувавте и како беа расположението во кај самите играчи во самата собликувална? Имаше ли може некој притисок кај играчи, особено кај помладите, дека доаѓа до момент да се игра борба за купот, борба за лигата, да се освои, а противник е на Струмица кој што знаеме дека е сочинато од доста репрезентативци? Да. Па како беше, значи, во текот на целата сезона немавме никаков приоритет, нити оптеретување дека ние мора да ја победиме Струмица се до тие финали. Значи, наш приоритет ни беше да стигнеме до финалето. Дали можете тоа било предност за вас, бидејќи немате некој притисок кон вас, а притисокот бил кај нив? Мислам дека беше огромна предност за нас, тоа што немавме притисок ние дека мора да ја победиме Струмица пред се. И немавме притисок дека мора да го освоиме купот или мора да го освоиме првенството. Нашата цел ние загаранtiравме, се другото беше она што ќе го добиеме. Так. Струмица ја анализиравме конкретно, ја анализирав нивната игра во текот на целата сезона, варираше и немавме никаков притисок додека ги игравме тие првенствени надпревари, меѓутоа кога дојде куп надпреварувањето, имав конкретна стратегија точно како да само со единствен начин ние би можеле да го освоиме тој, да го победиме тој надпрев. А тоа беше да се движиме блиску до резултатот, да не им дозволиме да ни се оддалечуваат. И сега она што е тактика
Тоа е веќе нешто друго. Тајна на успехот. Да, тајна на успех, меѓутоа тоа е нешто друго за што би требало да зборам, начинот на играта, наменски сервис, одбрана и така натаму, меѓутоа главно беше да се движиме блиску до поен разликата, да нема голема поен разлика, затоа што кога таа екипа на Струмица правеше поголема разлика, играше многу поопуштено и тука немавме што да бараме. И се испостави дека на крајот таа тактика или таа замисла за спроведување нели на тоа финале се испостави дека е правилна и ако можете го забележите финалето цело време ше тесен резултатот и на крајот за поен 2-3 ние ги добивме оние сетови кои што ни беа потребни и го освоивме купот. Сега во собликувалната точно за тој надпревар мислам дека повеќе притисок имавме за полуфиналето против Работнички во купот отколку за надпреварот против Струмица, бидејќи во собликувалната ми кажав јас на дечките дека тука сме, они го бранат, они се тие што го бараат, не сме ние тие што го бараме, ние може само да добиеме од овој притисок кој што нели тие го имаат, а не ние. Така да влеговме растеретено, игравме растеретено, машки одиграа сите до еден, помладите исто така им беше кажано дека ќе им се даде на сите шанса кога ќе има потреба, како ќе има потреба. Сите си оправдаа максимално и се случи таа историја што се случи, ја запишавме и сега оваа година е на некој начин терет и тежина да ја одбранеме. И сега значи може притисок и кајва сега во однос на фактот дека вие ќе бидете бранители на куп титулата во новата сезона. Па да, веќе го осеќам тој притисок заради тоа што ние сме бранители на купот и мора да најдеме начин да се најдеме во таа завршница. Во тоа финале. Така. Потоа што би било во финалето, никој не може да каже. Пак ќе кажам, треба спортска среќа пред се. Беше ли предност можеби тоа што купот се одржуваше во Штип, што практично ви бевте домакини, па надпреварувачите, односно играчите на вашата екипа да играат нели пред доминантна штипска публика, да играат во салата каде што практично нели тренираат тука, па е можеби самата атмосфера нели попозната, попријатна за да настапат на вакви надпревари кои што имаат нели поголема тежина. Секако дека да, иако целата сала беше трансформирана. Значи во салата беше поставен тарафлекс, беше просто на некој начин измерет, меѓутоа сепак тоа е наша сала, наш дом, таму трениравме, така да нормално дека е предност во однос на такви надпревари, било каде да се одржува, дали тоа било во Струмица, во Струмичка сала нормално би било предност за Струмица и така натаму. Сепак, ја би кажал дека имавме среќа минатата сезона, заради тоа што сите коцки од почетокот до крајот ни се поклопија точно за купот да го освоиме. Меѓутоа и финалето се види и се испостави дека Струмица не е апсолутен фаворит, не е доминантна, колку што нели се најавуваше на почетокот и потоа после купот. Одигравме храбро, одигравме машки на сите 4 надпревари, најавив јас дека тоа ќе биде повеќе од 3 надпревари, дека нема да заврши финалето во 3 добиени надпревари и се испостави така како нели што има зацртано и замислено. Ете, за жал или за среќа некому, ние не успеавме да го добиеме и тоа финале. И сега кога зборуваме за тие притисоци, дали има влијание можеби кај вас како тренер, кај играчите кога медиумски ќе се изфорсира одредена екипа дека е фаворит на одреден надпревар, особено кога зборуваме за вакви надпревари. Во случајот нели Струмица да беше фаворизирана доста и медиумски од страна на спортските новинари, сега можеби ќе има нели некоја фаворитска улога кај вас кога ќе одите етапно за да стигнете до таа завршница, ако стигнете нели. Дали тоа тука има влијание кога ќе се читат медиумите дека Штип уга да е фаворит, фаворитската улога носи, да има кај вас некое влијание? Па нормално дека има. Ние сме релативно млада екипа и не можеме тој притисок да го носиме толку едноставно, за разлика од Струмица. Струмица е од бекарската цена од постојањето на државата. Доминантна е последните 10-12 години, значи она е шампион, двоен шампион. Притисокот кај не е многу поразличен од колку кај екипи како што е Штип уга. Така да фаворитската улога на некој начин минатата сезона Струмица беше изиграна во тој дел. Неочекувано за Струмица, меѓутоа за нас доколку би не најавиле дека сме фаворити, би ни било тежина и проблем. Сега доаѓа новата сезона, веќе сте во фаза на подготовка, имавте промоција на двајца репрезентативци од Македонија, двајца странци кои што доаѓаат од Белоруси, ми се чини, и од Бразил. Ќе има ли некои нови селувања, како веќе се вклопува таа екипа за новата сезона?
Па вака, ростерот на екипата останува речиси истиот од минатата сезона, значи со наши домашни играчи кои што настапуваа минатата сезона. Остана исто засилување од Иран Магди Задмарт од претходната сезона, а оваа сезона донесовме двајца нови репрезентативци, тоа се Дави Стојанов на позиција техничар и Стојче Арсов на позиција коректор. Ги дополнуваме оние делови на кои што минатата сезона нешто фалеше дополнително и нешто што треба да надополниме, тоа е на центарската позиција доаѓа интернационалец од Бразил, Виктор Гомес, и на позиција примач оваа сезона доаѓа белорусинот Ѓорги Багаев. Верувам дека со искуството кое што го имаат, дека ќе и она, ја како што го имам замислено за екипата, дека ќе успееме повторно да се најдеме во завршницата, односно дека би требало со овие засилувања и со добра подготовка која веќе почнавме да се најдеме во завршница на 2 финали. И сега ако направиме на анализа на тоа ланската сезона и тоа што практично претпоставам дека веќе ги анализирате и другите екипи како се силуваат, се подготвуваат, очекуваме ли потешка сезона и понеизвестна сезона од ланската сезона и каква е конкуренцијата и кои ќе бидат воспоставени целите и стратегиите кои што вие ќе ги правите за првенствено да го одбраните купот, а и да напаѓате повторно да се најдете во завршницата кога е во прашање лигата? Па патот до завршницата до крајот е тежок, ќе биде тежок. За сега има најави за екипи кои како би се засилувале и според мене тоа е супер и одлично за развојот на одбојката и за афирмација на одбојката во држава. Но сепак немаме некои големи сознанија како ќе се засилат се до почетокот на првенството од оваа сезона, некаде средината на октомври. Меѓутоа мислам дека ќе биде исто тежок како и минатата сезона. Иако минатата сезона имаше, нели кажавме, 2-3 фаворити кои што се во горниот дел на табелата и помеѓу нив ќе биде финалната разрешница. Оваа сезона очекувам да биде исто или слично, од причина што веќе по најавите клубови ангажираат играчи и така натаму. Сепак ние за тие играчи немаме некои сознанија, некои се што ги знаеме, некои не, ќе видиме кои ќе ги донесат играчите како ќе биде. Сепак е добро тоа што нема да имаме од типот тренинзи, ова недела ќе имаме лабав тренинг, играме со X. Така, послава екипа да речеме. Со послава екипа ја би бил пресреќен да дојдам во понеделник спремен со еден цел пасос толков за наредната утакмица која што ќе на надпревар кој што ќе не очекува во сабота. И колку повеќе такви надпревари ќе има, толку повеќе ние ќе растеме сите, толку повеќе ќе созреваме, толку повеќе ќе учиме од самите себе, од грешките, од добрите работи и така натаму. Но пак ќе кажам, сметам дека ќе биде исто толку тешка сезона како и минатата. Минатата сезона кажав, воопшто не беше лесна, беше трнлива до крајот. Сепак ростерот на играчи, главниот ростер на играчи се толку 7-8 играчи, доколку еден ти се повреди, двајца концептот се менува и сепак треба да бидеме спремни на се. Исто и се случи минатата сезона. Поука од минатата сезона, нешто се спроведе оваа сезона и така натаму. И сега кога зборуваме нели за одбојката, за развојот, одели, ако направиме анализа 10 години назад, одели одбојката во нагорна линија и кога зборуваме првенствено за лигата, на кратко потоа ќе искоментираме за самата репрезентација. Вложувањата многу пати со вас сме разговарале дека нели екипите треба да се вложуваат повеќе, да се подига квалитетот, да имаме екипи кои што од година во година се повеќе вложуваат за да имаме неизвестност и со тоа се подига нивото на самата лига кога е во прашање нели македонската одбојка. Па во последните 10 години мислам дека има некоја блага стагнација од 4 до 5 години на ростер на млади играчи кои што треба да се наметнат и да дојдат во таа сениорска репрезентација. И сега тој период малку ќе земи некој данок во односи на лигата и на создавање на нови генерации. Меѓутоа, дека застанавме, не застанавме воопшто клубовите. Голем дел од клубовите работат со млади категории. Јас сум поборник за што повеќе утакмици во тие надпреварување во младите категории, посебно во надпреварањето до 18 години. Мислам дека они треба да имаат повеќе надпреварување и така натаму, тоа е тема за некои сосема друга емисија да направиме, да реализираме така. Но дека сме застанале, не сме застанале. Дека нема некој голем потенцијал, меѓутоа ние не може да се откажеме
вложуваме во одбојка. Правиме афирмација, една од нашите цели оваа сезона е и тоа, значи ние мора да се повторно појавиме во врвот за да може да се збори за одбојката во Штип, да може да привлекуваме повеќе деца, да го препознаат овој спорт како актуелен, да го препознаат овој спорт како интересен. Само преку тој начин ние може да на некој тука конкретно во Штип да привлечеме нови генерации. Затоа што фудбалот, кошарката, ракометот не толку, меѓутоа овие два спорта се исто како скопско. Навик. Така, се слогам сум тука. И сега кога во прашање тие млади играчи конкретно во Штип, има ли интерес од младите да дојдат, да се запишат, да спортуваат, да тренираат одбојка? Особено претпоставам како во мојната традицијата секогаш кога репрезентацијата дали во фудбал ќе се пласира на европско првенство, сите одат на фудбал, ако е кошарка или ракомет. Сега вие го освоивте лани купот, има ли поголем интерес можеби сега за одбојка во Штип? Па интересот лани. Тоа беше оваа година, нели? Меѓутоа некаде таму април по завршувањето на тие надпревари, финални надпревари, можев да забележам, шетајќи низ градот, возејќи со колата, можев да забележам дека доста дечиња пробуваат да играат одбојка по улиците или во игралиштата, што на моје задоволство беше сето тоа да го гледам, затоа што јас со мојот концепт на некој начин сум успеал. Така. Ќе успеам максимално кога тие деца ќе ги видам во сала. Така. Меѓутоа, пак ќе кажам, за тоа се случи ние мора да континуирано да бидеме во топ 4, би рекол, екипи. Так. Мора да сме нешто секојаш на највисоко ниво, меѓутоа мора да сме актуелни, мора да сме секојаш во полуфинале, мора да сме, а здравје Боже, во финале да бидеме актуелни за да може тие деца да живеат во истиот сон во кој што ние живееме, нели, од овој спорт. Сега ние како клуб броиме некаде околу 20 членови во тие младински категории. Тоа е една бројка задоволителна за нас, меѓутоа не е бројка која што може да се пофалеме. Затоа оваа година планираме посета на неколку училишта во општинава, конкретно во градот Штип, со представување нели на нашите играчи, основни вежби да ги запознаеме децата, младите со спортот. Можеби некој ќе се препознае, можеби ќе препознае некој другарче на некого и така натаму. Некако мора, според мене, мислам дека мора малку повеќе да направиме ние како клуб афирмација на спортот, бидејќи само од телевизија се учи. Така. И сега во делот на финансиите, тоа е на тешко прашање за кое што нели постојано со кого и да зборувам кога е во прашање било кој спорт, еве конкретно одбојката, како ете вашиот клуб Штип го да стои со финансиите и практично со оглед на фактот дека освоите купот, ќе гледат ли Штипени можност европски надпреварувања и што со вашите цели кон тој пласман, односно кон таа виза која што ја обезбедивте, ќе имаме ли европски надпревари? Па со самиот пласман и освојување на купот нас ни следува нели тие европски надпреварувања и ние требаше да го пријавиме нашето учество, меѓутоа почнав прво од европските купови, па ќе се вратам назад. Мислам дека темата е поврзана за Така. Ни беше загарантирано учеството, меѓутоа ние можеше да пријавиме во кој надпреварување ќе се надпреваруваме. Направивме состанок, ги разгледавме сите можности, трошоци за целата сезона, колку ќе кошта тоа тие надпреварувања и така натаму. И на крај дојдовме до заклучок дека ние едноставно нема финансиски тоа да може да го издржиме оваа сезона. Не само финансиски, и тоа што ние немаме соодветна сала за одржување на тие надпревари. Значи требаше да отидеме во друг град, требаше да ги организираме тие надпревари во друга сала. Сето тоа ќе кошта повеќе, ќе чини многу повеќе пари од она што би чинело доколку се надпреваруваме тука дома. Така. Еве, има најава за нели после реконструкцијата на Джексон дека ќе ги исполнува минималните услови за задржување и одигрување на такви надпревари. Па ја би рекол оваа сезона ја ризикуваме и на некој начин да стигнеме повторно до некој убав таков резултат, соодветен со кој што ќе ни се овозможи нели европско надпреварување и зошто да не да биде некое отварање на спортски рекреативен центар Джексон со еден европски надпревар. Главните финансии на нас ни се преку тој ваучер систем и она што го добиваме ние од општината, точно. Универзитет Гоце Делчев на нас ни е ветер во грб и ни имаме огромна поддршка.
не покрива голем дел од трошоците кои што ние треба да ги платиме со пари, а ги добиваме од нив, како користење на сала, добиваме доста стипендии за нашите деца кои што се учесници, односно членуваат во одбојкарски клуб Штипугада, потоа превоз и така натаму, да не ги набројувам, претходно се купуваше опрема. Така да на некој начин тој ни е столбот, се увати спонзори кои што помогнаа минатата сезона, меѓутоа тој буџет кој што имавме минатата сезона и буџетот кој што оваа сезона треба да ни следи, вклучувајќи ги тие на европски надпреварување во иднина, е многу повисок, некаде би рекол повеќе од 3 пати. Што значи дека тешко дека би можело да се пополни така, значи треба да се прави некоја стратегија. Затоа и одлучивме да одиме чекор по чекор, точно ние имавме шанса да се појавиме во европско надпреварување. Не се појавивме од тие причини што ние мора да задржиме некој ростер што до година би се појавил на европска карта. Така. И ете така ќе одиме етапно, нема да одиме 2 чекори напред, туку ја би рекол одиме чекор по чекор. Сакаме да играме во Штип, без разлика дали тоа ќе биде успешен надпревар или не, дали ќе биде победа или пораз, целта ни е да се представиме во Штип и Штип да добие уште една историја, а тоа да биде одигрување на официјален надпревар европски во Штип. Сега кога зборуваме генерално за инфраструктурата, не само во Штип, туку во Македонија, со каква инфраструктура се соочуваат клубовите кога е во прашна одбојката во Македонија? Генерално не само одбојката, туку и кошарката, бидејќи следиме дали надпревари, се одржуваат, односно надпреварите се одвиваат во школски сали. Јордан Мијалков е еден тип на школска сала или сала наменета за тренинг. Не ги исполнува соодветните услови за одржување на надпрев. Меѓутоа, по пропозиции кај нас нормално ги одржуваат тие стандарди, така да генерално во држава надпреварите се одвиваат во такви сали. Има и помали, полоши сали, меѓутоа одбојката не сме да запре, мора да се најде начин и толеранција нели за секој се наоѓа во тешка состојба, сите ги очекуваат тие ваучери за да продолжат сезоната и така натаму, не секој може да плати сала за надпревар, за тренинг, меѓутоа генерално освен Струмица која што се надпреварува во соодветна сала, сите други надпревари се одвиваат во така наречени школски или наша универзитетска сала. Така. Сега кога ќе направиме на компарација да тренирате и да играте во таква сала каква што е Штипската Јордан Мијалков и да настапите во сала каква што е Струмичката, има ли некоја разлика со оглед на фактот дека тука и капацитетот на публика е многу помал и кога ќе заиграте пред сала, може пред 3-4-5 публика, атмосфера поголема, притисок повеќе навивачи, има ли тоа некое влијание врз самите надпревари? Секако да има. Самата атмосфера на салата, на едната и на другата сала е сосема различна. Перцепцијата внатре на топката е сосема различна. Значи, нашата сала е многу пониска од салата што е во Струмица. Се случува често пати топката да го допре плафонот горе и нели да го изгубиш поенош во Струмица, например, не би се случили во сала како Борис Трајковски, тоа не би се случило. Тоа е сала со на колку таму се да нагаѓам 25-30 метра. Така да многу фактори влијаат. Пак точно е би бил поголем притисокот и би било многу поразлично доколку е салата поголема и доколку би се собирало повеќе публика. Конкретно за спортско-рекреативен центар Джексон, она што можевме да го видиме, ќе биде доста интересна сала, ќе има убав простор натре, ќе има минимална, мислам дека најавено е 12 метра висина, што е доволна за одржување на европски надпревари, посебно во одбојка. Ќе има доволен капацитет за публика и да видиме. Што ќе се случи тоа? Сега кога зборуваме за одбојката, има градови кои што имаат големи градски сали, конкретно како Радовиш, спортско-рекреативен центар 25 мај, каде што пред една сезона се одигра таму завршницата од купот, голема сала, меѓутоа нема одбојка. Значи се случуваме со проблем да имаме сали одредени градови кои што имаат практично големи, или како Охрид што е билен извори, меѓутоа таму нема одбојка. Дали можеби треба да се размислува да и овие градови се поттикнат да работат на тоа да започнат можеби со формирање некои екипи, дали во машка или во женска конкуренција? Па добро, за било каков спорт сака
пред се ентузијасти. Тие ентузијасти понатаму да прераснат во некои професионалци или во некои луѓе кои што ќе сакат да водат некој клуб. Конкретно за Охрид, Радовиш, воопшто не биле некои центри за одбојка. Треба ентузијаст таму што ќе ги повлече тие работи. Може некој наставник, професор да почне да работи со некоја одбојкарска школа, меѓутоа за надпреварување тоа е цел менаџмент. Сака многу обврска, сака многу работа. Одбојкарската федерација на Македонија имаше доста интересен план за на некој начин преку тие завршници на куповите да организира надпреварувања во градови каде што точно има убави сали, големи сали да речам, меѓутоа не е одбојката развиена за некој начин да биде и промоција на одбојката. Според мене се испостави дека нема некој ефект, затоа што имавме куп завршница во Каварци, имавме куп завршница во Радовиш. Не се најде некој ентузијаст кој што би работел, децата можеби му било интересно, меѓутоа сепак пак ќе кажам, за да функционира нешто, сака доста ентузијасти пред се, па после да пренесат и во сериозни одбојкарски работници. Така, се согласувам со овој дел, бидејќи ете во Радовиш најчесто е развиен или тука фудбалот, борењето и ракометот, а дел од овие професори за кои што вие спомнавте во основните училишта работат со некои такви школски екипи во одбојка, меѓутоа проблемот е што кога ќе дојде ред до тоа дете во заврши основното училиште, нема каде да продолжи понатаму со оглед на фактот дека самиот град нема одбојка и тука веќе застануваат се и овие можеби дел од тие барем по едно дете да има во генерација добар талент кој што може да стигне во репрезентација, автоматски завршува тука неговата кариера со развојот и ќе биде принуден да оди во Штип или Струмица, а условите се пак образование, финансии и други работи. Може некој дете да се издвојува, да речеме, од градовите кои што нема одбојкарска екипа, а има школа и тоа дете завршува во некоја, можно е да заврши во некоја од екипите кои што се надпреварува. За разлика па од тоа, екипава се темели или па се создава односно школскава екипа се создава на некој начин врз основа на тоа едно дете кое што е талент и откако ќе замени сите тие после пропаѓа се откажуваат, нема резултати и така натаму. Значи се соочуваме со доста проблеми, затоа што не сме масовен спорт како што е фудбалот, па да можеш да одбираш, па дојди ти, па вредиш, не вредиш. Тоа е. Се прилагодуваме колку што можеме, но пак ќе кажам, не смееме да застанеме, мора да продолжиме, да го бараме правилното решение и да го дадеме максимум од сите одбојкарски работници за овој спорт да не замре. Еве на прагот сме на уште едно европско првенство, здрави живи, до пролет со малку повеќе среќа може да се најдеме и на четврто поред европско првенство, така да овој спорт е сериозен, не е спорт за потценување воопшто. И сега кога попрашне репрезентацијата, знаеме дека имаме доста добри репрезентативци, имаме успеси кои што ги правиме, меѓутоа веќе доаѓа можеби јас би рекол залесна кариера на одредени играчи кои што се еве како Владо Милев, ќе го спомнеме и другите. Меѓутоа има ли веќе стратегија да дојде таа обнова на генерации и колку ете како што претходно спомнавме околу тој данок да го платиме со тоа што можеби на некое европско финале нема да настапиме или нема да се пласираме, односно европско првенство. Значи ли тоа дека ете веќе се работи, можеби бидејќи сте дел од самата репрезентација во тој стручен штаб, правите ли солуции веќе, се гледат ли веќе можностите да Македонија се храни веќе како репрезентација со нови играчи кои што ќе дојдат во сениорската репрезентација? Па транзицијата е неминовна. Мора да се случи, затоа што годините си ги газат, нели, играчите, они се повеќе од 36-37 години, генерално од 33-4 па нагоре се голем дел од репрезентативците. Младите се наметнуваат полека, меѓутоа пак фалат доста работи. Една од тие работи е наоѓање на сериозни клубови. Оваа сезона голем дел од играчите има проблем со наоѓање на сериозни клубови, дали на Балканот или пошироко. Така да многу фактори влијаат за таа транзиција дали ќе биде успешна или не. Дека предстои, дека некоја конкретна стратегија има, нема, пак ќе кажам од истите причини, заради тоа што не знаеме кој до каде ќе стигне минатата сезона. Тоа исто како и кај фудбалерите, има успешна сезона, Барди нема успешна сезона, игра подобро, има полоша сезона, игра полоша.
Истото е и кај нас. Значи, ако има добра сезона, се надеваме дека добро ќе настапи и ќе се вклопи во во самиот концепт на во концептот на селекторот. Меѓутоа е неминовно. Значи, дали ќе биде сега во овие квалификации ќе се случат некои промени, дали ќе се случи здравје Боже ако се пласираме на европското првенство. Веќе најавивме дека следната година Златната лига ќе почнеме да ја играме со комбиниран состав на помлади играчи, ако не биде тоа и комплетно со цел млад ростер. Так. Ќе видиме зависно од нашите цели, нашите позиции, нашата жребка како ќе биде. Так. Меѓутоа, пак ќе кажам, таа транзиција е неминовна, мора да се случи порано или подоцна. Сега, каков успех ќе имаме, пак зависи Так. од играчите, како ќе се најдат во клубовите, како они ќе се развиваат и така натаму. Младинските селекции можат да се издвојат некои играчи, меѓутоа исто и кај нив им фале доста надпреварувања, им фалат посериозни клубови. Федерацијата работи на пронаѓање на решенија, им помага доколку им треба, нели, да најдат клуб. Исто така играчите меѓу себе, повозрастните, постарите, поискусните, им помагаат, нели, со пронаѓање на сериозни клубови. Так. Едни со други се држиме, па да сме здрави и живи, да се гледаме и на петто европско првенство, не само на четврто. И сега на крајот во оваа емисија на кратка анализа, каков е повеќе интересот за женската или за машката одбојка? Дефинитивно за женската. За женската, бидејќи сметам јас дека најмасовен екипен спорт во држава е женска одбојка. Кои се точно причините не можам јас лично да ги кажам бидејќи сум во машка одбојка, но моје гледање е дека девојките гледаат во нив некој убав развој на нивното тело, спорт без допир со противникот, не знам. Стварно не знам. Можеби контактите не е толку груп спорт како варите ракометот, можеби фудбалот. Можеби. Елиминацијата на повреди е помала. Можеби од тие причини е помасовно, нели, кај женската одбојка колку и кај машката, меѓутоа што е точно, ја би повикал некоја женската екипа да дојде и да каже. Супер, благодарам многу за овој разговор кој што направивте. Јас ќе ви посакам среќа да имате во новата сезона, да се повтори во најмала ракета ланскиот успех кој што го имавте со купот и дај Боже дури тогаш ете веќе да ја искористите таа виза за да излезете во Европа. Благодарам и на вас на поканата уште еднаш и се надевам дека ќе гостуваме на повеќе вакви емисии. Се надевам, секогаш поканата е отворена. Почитувани гледачи, ова беше се вечера од оваа емисија за малку повеќе околу одбојката и за тоа што го направи успехот, меѓутоа и најавивме новата сезона практично на Штип Уда како одбојкарски клуб. Ви благодарам што и вечера бевте со нас, убава вечер.